Почитувани гледачи, почитувани колеги, почитувани пациенти, должност ми е да ве информирам за нашата работа во последните 3 недели од кога почнавме да примаме и лекуваме тешко болни пациенти од инфекција на COVID. Благодарение на нашата долгорочна работа со тешко инфективни пациенти и пациенти во сепса, ние го модифициравме и применивме истиот пристап и кај овие пациенти. Сите кои ги примавме пациенти беа со изразени симптоми за COVID инфекција, со јасни знаци за пат на сатурација, температура, кашлици, повеќе дневни беа нивните симптоми, воглавном од домашни услови или од болничко веќе лекувани, и со јасни промени во плуќата, тоест рентген сликите за јасна пневмонија. Нашиот концепт на лекување е веднаш пристапуваме кон прво следење на сите инфективни параметри кои ние ги селектиравме како многу важни за прогностичкиот исход на пациентите, тоест кога тие дојдат кај нас на база на повеќе параметри кои за секој пациент ги следиме во лабораториските испитувања, го одредуваме, така да кажам, инфламаторниот индекс на тој пациент, и ако тој расте и се влошуваат функцијата на плуќата, знаеме дека исходот оди кон лошо и веднаш ги вклучуваме на екстракорпорална хемофилтрација со прочистување на крвта во трајање од 24 часа, или ако тоа не е доволно, се продолжува 48 часа, или некои пациенти кои доаѓаат во многу тешка состојба и кои се доста напредни во болеста, тогаш тоа прочистување на крвта трае и подолго. Веднаш после сето ова, ние кај сите пациенти, повеќе од 25 до сега третирани, можевме кај најголем дел од нив кои беа веќе со индикација за да се стават на респираторна терапија, тоест да се интубират, успеавме да го избегнеме овој третман, и само кај еден пациент моравме да го интубираме заради лошата состојба, кој понатаму од вчера е веќе повторно екстубиран и во фаза на подобрување. Меѓутоа тоа е веќе 14 ден овде. Воглавном другите пациенти, повеќе од половината веќе се пуштени дома и другите се веќе во фаза на опоравање. Еден 84 годишен пациент почина уште на почетокот кога го примавме во многу тешка состојба и практично немавме можност да го лекуваме. И еден пациент почина вчера со прием од друга болница, кај што беше лекуван повеќе од 10 дена на интубиран на респиратор, и практично исто така го примавме, меѓутоа не можевме веќе да применеме никаква терапија. Со ова сакам да кажам дека оваа техника на која ние пристапуваме дава одлични резултати, и секако многу се резултатите евидентни и пациентите се драстично подобруваат ако е ситуацијата на инфекцијата, така да кажем, во почетокот на развојот на она тешка слика. Загрижувачки е што се повеќе пациентите се млади. Последниот пациент кој го третираме се уште е 23 годишен, и значи таа теорија дека вирусот само ги напаѓа старите очигледно не е така. И јас само ќе покажам еден типичен рентген пример, и пак ќе апелирам до јавноста да не го сваќате ова така не баш сериозно, бидејќи се работи за многу тешка болест, многу агресивна,
и за сега, барем во светски рамки, нема некој концепт кој кажува како треба да се пациентите третират. Ние сега, званично, прв пат излегуваме и тоа ќе го поставиме и на научните портали, каде што ние сите овие пациенти ги медицински обработуваме и ќе ги поставиме сите резултати што сме ги направиле досега. Сакам да кажам дека сето ова е многу сериозна болест која треба и tekako да се лекува, меѓутоа еве ние даваме еден концепт кој за сега и сите овие иницијални резултати се многу охрабрувачки за тешко болни пациенти кои веќе тргнуваат кон влошување, тоест тргнуваат кон интубација, да се запре интубацијата и тие да се вратат од прогресијата на болест. Еден пациент, ова се типични знаци за пациенти кои доаѓаат пред и после тоа знаците на плуќата се многу важни, бидејќи ако пациентот е асимптоматичен, тогаш може да се чека, меѓутоа и на база на лабораториските параметри. Меѓутоа, ако се влошува, ако неговата сатурација почнува да паѓа, тогаш веќе е многу сериозна состојба и треба многу брзо да се реагира. Така да, еве, една метода која ние ја во овој краток период применивме на вакви пациенти, за сега резултатите се одлични, многу охрабрувачки и можеби ќе треба да се некои пристапи во третманот на пациентите редефинират, бидејќи сега ние можеме да кажеме дека не е интубацијата она што значи продолжување на терапијата за тие пациенти, но напротив, можеби е хемофилтрацијата и прочистувањето на крвта со овие специјални филтри број 1 во пристапот на пациентите, па потоа сите други интензивни мерки на лекување. Овие пациенти се многу тешки пациенти кои барат интензивно медицинско лекување. Благодарам.